Добро утро и од мене во Слободен печат. 28 април беше ден за заштита при работа. Колку лица има повредено на работно место? Колку од нив завршиле фатално? Во кои индустрии најмногу се случуваат несреќите при работа? Утрово одговор побаравме од стручно лице во оваа област, господин Борче Стојчевски, вработен во приватна фирма, меѓутоа член на Сдруженијето Тотела. Најпрво добро утро, ви посакуваме убав ден од екипата на Слободен печат. Го најавив дел од прашањата на кои што ќе разговараме утрово. Добро утро до вас и до сите гледачи на емисијата. Поводот е Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, кој кај нас од осамостојањето на Републиката интензивно го обележуваме со цел, можеби не да покажеме бројки колку е тоа на светско ниво и кај нас и да направиме компарација, едноставно да се подсетиме дека некој некаде работи, некој некаде за жал се повредува, некој некојде за жал и гине. Нашата улога во целиот овој дел како систем за безбедност и здравје при работа кој треба да го направиме е да всушност понатаму не зборуваме за бројки. Понатаму да зборуваме за културата за безбедно работење. Господин Стојчевски, поседуваме ли бројки? Од она што го имам официјално, едно од здруженијата излезе во петокот со бројка од 93 несреќи при работа. Меѓутоа, официјална бројка во државава немаме. Она што го има Министерство за труд и социјала, мислам дека секоја година се разликува од таа статистика. Може ли еве од вашето искуство колку несреќи на годишно ниво се регистрираат во Македонија и колку од нив има фатални последици? Тоа ми е првото прашање. Второто прашање, дали е точно дека се зголемува нивото, да кажам, на свест кај работодавачите и дека внимаваат за сите услови во кои што работат вработените? Во нашава држава се водат неколку статистики за несреќи при работа, за жал. Едно од тие, она што го спомнавте, едното здружение кое секоја година излегува со број на несреќи. Некогаш и јас бев член на тоа здружение и знам зошто беше ова идеја. Бидејќи тој период во Република Македонија немавме официјално статистика која е точна. Идејата беше преку објавени надписи во медиуми да се поттикнат институциите да почнат ревносно да ги водат евиденциите за повреди при работа. Денеска кога веќе имаме некаков воспоставен систем, не зборувам дека е добар, не зборувам дека е идеален, меѓутоа е законски, сметам дека тие податоци се ирелевантни. Значи, многу малку и многу е она што го спомнате како бројка 90 повредени. Да, 90 на 93 мислам дека се несреќи при работа. За жал, податоците на Државниот инспекторат за труд кој можев да ги слушнам во обележувањето на денот во петокот, беа дека се тоа околу 2000 повреди при работа и 17 смртни последици, значи повреди со смртни последици. Така да, ако зборуваме за извор официјален и најточен, во овој момент сметам дека Државниот инспекторат за труд ги има најточните податоци. Бидејќи законска обврска на секој работодавач е да секоја повреда која е боледување над 3 дена ја пријави во Државниот инспекторат за труд. Ние имаме и друга законска обврска, која за жал со сите оние измени на законите во периодот 2010-2015 година се направија, не знам од кои побуди, имавме обврска претходно евиденцијата за несреќите при работа да ги води Институтот за јавно здравје. И денеска во законската регулатива стои дека Институтот за јавно здравје води евиденција за повреди при работа. Меѓутоа, линкот што треба да биде помеѓу центрите за јавно здравје низ Република Македонија и Институтот е прекинат со една измена на законската обврска во евиденција во здравството, каде што тие немаат обврска веќе да ги праќаат податоците во Институтот за јавно здравје. Во минатиот период, претходниот што беше, многу се дискутираше нова тема и има пакет на мерки за промена на не само на Законот за безбедност и здравје при работа,
и правилниците кои произлегуваат од него, туку и на други законски решенија кои во принцип го кочат процесот на правилна евиденција, од каде што можеби за државата не е битно, не е суштински да утврдиме Така, колку лица се повредени и колку од нив се битно е државата да утврдиме кои се тие индустрии каде што треба да се зајакни контролата и кои мерки треба да се преземат за тоа, а податоците се многу побитни за фирмите да направат анализа внатре што им се случува за да не се повторуваат овие повреди при работа. На второто прашање, сметам дека далеку сме од она што бевме. Меѓутоа далеку сме од она што треба да бидеме. Кога цела Европа и цел свет, поголемиот дел од светот, зборува за култура, за безбедност и здравје при работа, ние сега како здружение Тутела почнавме веќе 6-та година со училиштата во основно образование да им ја поддигаме културата на тие ученици, да ги едуцираме што значи тоа безбедност и здравје при работа преку конкурс за литературни творби, песни и раскази, во петокот беа доделени наградите, каде што можам да кажам дека навистина се заинтересирани и учениците, и наставниците, меѓутоа и родителите. Индиректно, преку овој проект кој го водиме, значи не само ги едуцираме најмалите, тие прашуваат наставници, прашуваат дома. Так. И културата на безбедност и здравје при работа е многу важно да се подигне, за да потоа зборуваме за минимални бројки кои ќе бидат апсолутно невалени. Врз основа на она што ми го одговоривте, излегува дека во Македонија официјалната статистика која што е важечка е од државниот трудов инспекторат. Така, таму бројките се далеку поразлични од она што излезе Сдруженијето. Излегува дека има 2000, како што ве разбрав, повреди, од нив 17 се со смртни последици. Така. Во кои индустрии се смртните последици, ајде бидејќи ние од ова нашава новинарска страна секогаш сметаме дека градежништвото е најнебезбедна во наводници да ја наречам професија. Меѓутоа на светско ниво од она што го прочитав, најголеми повреди има во преработувачката индустрија. Каде сме ние во сета оваа статистика? Зависи од држава до држава и зависи од развојот на индустриите во самите држави. Реално ние она што го гледаме секојдневно е градилиштата во градот Скопје и пошироко. Ајде да се централизираме на град Скопје. Факт е дека голем дел од несреќите се во градежништвото. Меѓутоа најголемиот факт е дека најголемиот дел од смртни повреди се во градежништвото. Затоа што условите кои ги гледаме, значи се видливи за секого, покажуваат дека навистина и покрај сите напори на Државниот инспекторат да се стабилизира состојбата, секој ќе се појави одредена компанија која не применува доволно мерки за безбедност при работа. Нешто е дел проблемот во законската регулатива, недореченоста и неможноста за постапување на Државниот инспекторат за труд. Дел е од работодавачите, меѓутоа дел и од вработените со нивната свест и совест и така да генерално не можеме да кажеме тој е виновен. Винови сме сите, почнувајќи од нас стручните лица, кои недоволно посветуваме внимание, недоволно се едуцираме за она што све треба да превземеме за да навистина спречиме повреди при работа и професионални заболувања. Она што не го гледаме, тоа е во производство. Так, во индустријата. Во индустријата, најчесто во производството, и тоа е нели во затворен круг и не можеме да видиме што се случува таму. Можам да кажам дека голем дел од компаниите во Република Северна Македонија навистина вложуваат максимални напори за намалување на бројот на повреди. Пак ќе кажам, многу зависи човечкиот фактор. Особено во последно време се сретнуваме со ситуација каде што она што порано го имавме да и друго дете, веќе го немаме. Сега работна сила. Сега бараме прво дете. За жал, можам да констатирам, секоја честно одредени исклучоци, новите вработувања што ги има во компаниите, треба да посветиме многу повеќе внимание во делот на безбедност и здравје при работа, бидејќи немаат она индустријска култура за работење од аспект на безбедност и здравје при работа. И најчесто повредите се случуваат на таквите лица, за жал. По градови, Скопје е најголем, тука несреќите се најголеми, меѓутоа статистиката говори дека следуваат Гостивар, Битола,
Каде се тука? Скопје е градежен и преработувачки сектор, меѓутоа за помаливе градови нема некоја статистика. Пак ќе кажам, зависи од распределбата на индустриите и на дејностите. Скопје нормално и најброене и сите индустрии се сконцентрирани тука. Рековте Битола, исто и Битола имаме. Гостивар е втор, мислам дека по несреќи. Тоа е можеби по статистиката на по Сдруженијето, статистика. меѓутоа Државниот инспекторат за труд не знам дали е баш така. Гостивар да, бидејќи Гостивар се гради, меѓутоа и Гостивар имаме исто на тој потек доста и индустрија. Сега нема да зборувам легална. Така, не навлегуваме во тоа, така. во тој дел. И Битола е нормално затоа што имаме исто развој до голем индустријски, имаме рударски индустријски комбинат или рек Битола, каде што оној што бил таму знае какви се условите за работа, мислам не од аспект на безбедност при работа, него со што се сретнува таму вработените, со какви се предизвици за да ја завршат работата на безбеден начин. И за очекување овие делови да имаме зголемен број на несреќи, процентуално ако се оди во делот на бројот на вработени и бројот на несреќи, мислам дека распоредот би бил можеби малку поинаков од оној што е како со овие бројки. Доаѓате од приватен сектор, меѓутоа несреќите се случуваат паралелно и во приватниот и во државниот сектор, онаму каде што власта е собственик, односно газда. Имате ли тука некакви сознанија каде се несреќите поголеми и кој е полош работодавач? Дали државните фирми или приватниот сектор? Добра идеја за анализа. Значи, јас лично не сум ја правил, не знам дали некој има направено. Ако веќе влегуваме во приказната дека државниот сектор да ги внесеме и оние компании што се под државна капа и па тоа се АД, мнозински пакети, веројатно иако тоа се земе процентуално нели во однос на број на вработени компании, мислам дека не би требало да има голема разлика. И во државниот сектор, и во приватниот сектор, оној што ја сваќа безбедност и здравјето при работа како суштинска потреба за да нема отсуствуваат работниците од работа поради боледување, заради повреда и обезбедуваат соодветни услови, со тоа зголемуваат и продуктивност, тие компании се на врвот и тие се ниво. За разлика, например, од оние кои сметаат дај што треба да направам, за да не бидам казнет, а ги има такви многу. Ги има такви многу. Генерално, ако зборуваме од аспект на големина на компании, тоа се помалите компании. Со помал број на вработени, кои не се доволно едуцираат, немаат вработено стручни лица за безбедност при работа внатре. Факт е дека тоа веќе не ни изненадува, значи направена анализа во претходниот период дека мораме да им помогнеме на тие компании кои се веќе можеби дури 90% од компаниите според статистика нели во Република Северна Македонија. И новото законско решение веќе нуди нов пристап кон овие компании. Не да дај ми ти на мене документи што треба, туку оној што е одговорен, непосредниот. Тој е линкот практично со така фирмата. Непосредниот директорот да се свести дека тој е одговорниот, а не некој што ќе дојде од страна, ти му направи обука, ти му направи проценка на ризик. Него што е да се случи, дека тој е тој што ќе треба да одговара пред законот. Има неколку системски промени кои би требало, значи анализирани се сите можни, значи не само ние експертите, туку и преку синдикати, стопански комори и државата, анализирани се сите слабости кои ги имавме на овој систем. Не дека ние нели не чинеше па сега правиме нешто ново. Тој систем го надмина времето. Значи 2007 година законот, таква беше состојбата. Значи се уште работиме по законот 2007 година. Така е, да. Так. Тие беа решенијата, меѓутоа се покажа дека го надминавме веќе тоа. Нема да зборувам за измените по нарачки во период 2010-2016 година. Го надминавме сето тоа и веќе доаѓаме каде што треба да го надградиме. Надградувањето би значило над 60% измени.
и нормално апсолутно сите решија дека ќе треба да се оди со нов закон, но овоето законско решение веќе е во министерството и ќе треба да помене уште една фаза на сите фактори кои учествуваат во делот на безбедност и здравје при работа, на уште едно пеглање за да се извлече најдоброто. Објективно ли е да се очекува дека до крајот на годинава можеме да го видиме лицето на овој закон или тешко видите Ја очекував дека ќе беше до крајот на 23-та година. Да, меѓутоа имаме избори. Меѓутоа, пак ќе кажам, имав можност да бидам дел од тимот на Република Северна Македонија во преговорите за поглавје 19 во Европска унија и таму се обврзаме на одредени работи. Таму се обврзавме на рокови. И тие рокови ние ќе мораме да ги почитуваме. Значи, крајот на 2024 година е носењето на новиот закон. Ако ние се обидеме да го обрзаме процесот, значи не велам дека треба да се го истрчаме, форсира, по секоја да се форсира, меѓутоа да се посвети поголемо внимание за да можеме сите тие што сакаат да бидат вклучени да дадат свој допринос, да направиме нешто што ќе биде многу подобро од постоечкото, идеално нема, да не се залажуваме, да тоа профункционира, затоа што тој закон бара неколку правилници и тие правилници некаде 60-70% се исто готови и се во министерството чекаат на законот ако биде таков како што се задиза за тие правилници за дообјаснување, ние можеме до година да влеземе во добар систем на едукација и примена на законските решенија кои би значиле, се надевам, и подобрување. Пак ќе кажам, можеме да видиме идеални законски решенија. Да, меѓутоа ако не се применуваат, ефектот е никаков во секој случај. Не може да имаме ние доволни инспектори и што е тоа доволно за да покриеме се. Кај нас треба тука да се ресетираме. Дека јас, кој ќе отидам на работа, дека треба да се заштитам себе за да се вратам безбеден дома, а не да гледам да видам дали некој ќе ме види, дали го носам шлемот, ги носам чевлите или сум помајче. Така. Тоа ни е основата од кој сите Треба ние да треба да тргнеме. тргнеме. На светско ниво, мај е најризичен месец. Во мај се случуваат најмногу несреќи. Првото прашање, каква е состојбата кај нас? И уште едно прашање, да го привршиме интервјуто, која е најризичната возраст кога се случуваат несреќи? Постои ли таква статистика? Постојат статистики, се водат и анализи, пак ќе кажам, зависи кој податок ќе се земе од целата работа. Ова би било на светско ниво, генерал. Генерално на светско ниво зборуваме за категории на млади, недоволно едуцирани вработени, или оние кои се повозрастни категории, каде што сметаат дека тие поминале се низ животот и ништо не може да ги изненади. Генерално се тие категории најризичните, затоа нели и во светот и кај нас има посебни и правилници за младите вработени, меѓутоа имаме и за повозрастната категорија за одредени дејности, кај не се тоа е бенефицираниот стаж, нели да се скрати. Работниот Да не работат на ризични работни операции повозрастните. Што се однесува до тоа кој и како, пак ќе кажам, ние сите треба да учествуваме во овој процес. Почнувајќи од медиумите. Значи, за жал, стално кога излегувам и кажувам, или е тоа 28 Да, тоа ми беше, тоа е денот, секогаш поводот е денот. Или Европска недела за безбедност и здравје, така, или не дај Боже да се случи некоја несреќа. Или не дај Боже некоја несреќа. Не обвинувам, нормално, нели секој медиум, сите медиуми сакаат да имаат своја гледаност, очигледно дека ова е тема која се уште нема пиедестал за да биде меѓу првите за разлика од политика и што ја знам се друго. Меѓутоа и ова е политика на безбедност и здравје при работа, не збориме за партиски политики. И нормално ако секој од нас го даде својот дел, почнувајќи од себе, како стручно лице да се вложам максимално таму каде што ме ангажира себе си, за да сите тие што ги едуцирам и му кажувам, им пренесам што повеќе знаење, за да тие тоа го применат и навистина го применуваат и тие што ги надгледуваат таму, ајбе, остай го тој, не разбира ништо, ќе премине, слушај, извини, ама мораш, затоа што мене ќе ме казнат, и да постави
хиерархија на ниво на компанија во однос на казнените одредби, многу малку на државен инспекторат на труд, тие треба да таргетираат индустрии и таму да действуваат, тогаш ќе имаме, нема да зборуваме за 17 загинати од претходната година, нема да зборуваме за нешто што е кој месец е по година за година, имаме различни месеци за кога имаме поголем број на несреќи. Зошто мај? Зашто овие месеци? Затоа што еве градежништвото турбо работи овој период. Зимскиот период е замрено градежништво, земјоделието исто така е со намален капацитет. Сега пролетните месеци почнуваат максимално ангажман и да се стигне со она што не е завршено. Брзањето, значи, небезбедно работење. Невнимателност и, за жал, тие се последиците кои ние ги анализираме. Тоа беше Борче Стојчевски, експерт можам да го наречам или ајде стручно лице, како што би сакал тој да го нарекуваат за безбедност и заштита при работа. Почитувани гледачи, ова беше дел од утринската емисија на Слободен печат. Вие останете со нас, гледајте не на сајтот, следете не и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.